Здраво и добре дојде. Јас сум Александар Кочовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст, каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти нему. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страст. Здраво и добре дојде на денешната 20-та поред подкаст епизода. Во денешната подкаст епизода сакам да споделам за трите теми на кои што секогаш им се враќаме или ќе им се враќаме буквално секогаш додека нашиот бизнис постои. Тоа се скалирање, систематизирање и одржување на оние промени на долг рок кои што сме ги направиле. За некој кој што е прв пат се среќава со терминот скалирање, тоа е различен бизнис модел од кој што најголем дел од предприемачите или да речам поголемиот или дури 99% од бизнисите буквално се функционираат само кон растење и развивање на нивниот бизнис. И сега ќе кажам разликата да видиме што значи скалирање, што значи растење, мала тенка линија, но во резултатите има огромна разлика. Како најчесто луѓето го развиваат нивниот бизнис? Па да речеме водени од желбата за да добијат поголеми приливи, приходи, да дојдат до поголем број клиенти, да дојдат до поинакви клиенти кои што плаќаат поголем износ за истата таа производ или услуга. Најчесто внесуваат нови производи или услуга, тоа значи дека подоцна и вработуваат повеќе луѓе, ги покачуваат цените, но и инвестираат во алати, машини, опрема и што се случува? Веднаш на сила настанува Паркинсоновиот закон или правило, кое гласи колку растат приливите, толку растат и трошоците. И ова е Паркинсоново проклетство кое што работничката класа секогаш го има, односно најголем дел од луѓето кои што не буџетираат и не размислуваат за ова правило, а тоа значи дека ако во минатото заработувале да речеме 500 евра плата, сега имаат 600 или 700, тоа значи дека сега нема да ги задржат истите навики, истите потреби, туку веднаш ќе се покачи нивниот квалитет на живот, ќе си дозволат некои искуства што во минатото можеби немале или ќе ги променат приоритетите и повторно кога ќе дојдеме при крајот на месецот, повторно не им останува ништо и не чувствуваат разлика помеѓу 500 евра плата во минатото и 600 или 700 евра сегашна. Но истото се случува и во бизнисот. Кога ние имаме одреден број на приливи или месечен приход и кога ќе го растеме нашиот бизнис, сме инвестирале, рековме, во луѓе, во нови производи, во нови услуги, сме отишле во ширина или во длабина, тоа значи дека сме инвестирале и во алати, машини, опрема, во маркетинг и во се останато и подоцна кога ќе видиме истото правило ова дошло на сила, што значи сега само гледаме во поголеми бројки. Наместо во 10 луѓе сега гледаме во 20 вработени, наместо во 100 клиенти сега гледаме во 200 клиенти, но и нашата заработка повторно останала идентична. Токму ова е разликата во скалирање и развивање. Скалирање представува бизнис модел каде што нема да растат понатаму трошоците, туку само ќе растат приливите. И ова е блиску до она перпетум мобиле што го нарекуваме. Знаеме дека не постои ништо идеално, но се трудиме да го формираме нашиот бизнис да оди во таа насока. Па еве ти еден пример на скалабилен бизнис. Тоа значи дека со ист трошок за да дојдеме до еден клиент, се трудиме со истиот тој клиент да му продадеме дополнителен производ или услуга, да го задржиме на што погодолг рок, што значи да немаме дополнителни трошоци за да генерираме нови клиенти. И оваа грешка најчесто луѓето ја прават кога мислат дека повеќе клиенти ќе ги направат среќни. Напротив, за да го скалираме нашиот бизнис, тоа значи дека треба да ги подигнеме стандардите, да ја подобриме услугата и да ги задржиме на што подолг рок постоечките клиенти кои што ги имаме како би оствариле дополнителна продажба. Сега сети се колку пари, енергија и време трошиш за да добиеш еден клиент, колку тоа те чини за 10-100 нови клиенти и колку ако не внимаваме и не се грижиме за задоволството на клиентите да им испорачаме секогаш квалитетна услуга, што значи кога некој ќе не напушти од оние клиенти кои што ни се итекако важни. Скалабилниот модел на бизнис представува модел каде што имаме дополнителни рековме плаќања. Тоа може да значи преку членства, тоа може да значи преку
повторна и повторна продажба. Тоа може да значи понуда која што ќе поделиме на повеќе делови, каде што на почетокот продаваме еден дел од услугата, а понатаму ги едуцираме нашите клиенти и преку давање на специфична услуга ги на некој начин ја продолжуваме таа соработка, а од друга страна можеби на самиот почеток ни генерирале мал трошок, но дополнително веќе го немаме тој ист трошок. Зошто не може да обстои бизнисот на долг рок или зошто нема бизнис без системи? Еве ќе ти дадам еден пример за двајца различни типови на предприемачи и веднаш од овој пример ќе дојдеш до самиот заклучок. Да предпоставиме дека едниот собственик заработува 1 милион евра на годишно ниво, но сите одлуки ги носи сам, а останатите луѓе му се подчинети. Тоа значи дека ги извршуваат сите задачи кои што тој ќе им ги каже. Но што е клучно или критично, дека ваквиот начин на бизнис е ризичен, бидејќи ако за некој период го нема тој предприемач или собственик во неговиот бизнис на месец, 2, 3 или подолг период, знаеме, нели се случува во животот планирани или непланирани работи, тоа значи дека неговиот бизнис веднаш престанува да функционира. Имаме илјадници случаи каде што со починување на собственикот веќе бизнисот гасне. Имаме и случаи каде што, не знам, некој од предприемачите, односно собственикот, има, да кажеме, некоја сериозна болест или некоја случка во приватниот живот и подоцна, нели, тој тим не може да функционира без него. Не знам колку можам примери да ти дадам овде, а само оваа година веќе забележувам 3-4 такви каде што веднаш подоцна бизнисите сгаснаа, да не кажам што понатамо се случува, нема да комплицираме. И вториот пример, собственик кој што исто така, нели, заработува 1 милион евра на годишно ниво, но има системи и луѓето ги следат овие системи, што тоа значи дека овој бизнис не е зависен од луѓе, не е зависен од првиот човек, односно од собственикот, туку овој бизнис е зависен од системи. Што вие мислите, еве застанете за момент, кој од овие двајца луѓе е побогат, дали првиот или вториот? Ако ги забележиме бројките, ќе речете, нели, па тоа е идентично, само едниот е фрустриран и нервозен и ризичен, а другиот нема такви грижи, бидејќи и едниот и другиот заработуваат по 1 милион евра на годишно ниво. Но дали сушност е така? Доколку овој предприемач првиот сака да го продаде неговиот бизнис, дали реално мислите дека има човек кој што сака да го купи тој бизнис? Бидејќи не го купуваме собственикот, туку купуваме бизнис, а бизнисот е многу важен дали понатамо ќе обстои, дали има внатре организацијска култура, дали има докажани системи, дали вработените секогаш функционираат по докажани процедури или процеси, се извинувам. Огромна е разликата. А вториот случај исто, нели, заработува 1 милион евра на годишно ниво, но овој човек има градено системи. И тоа е нешто што купуваат луѓето и ваков бизнис секогаш има простор да се продаде или некој од другата страна да се појави некој инвеститор кој што сака да го купи. Но дали цената е сега 1 милион евра или може да добие цена пати 10, а во поголем случај и повеќе. Овој тип на и бизнис е интересен за инвеститорите, а овој првиот случај никогаш не е интересен за инвеститорите. Што значи дека секој еден кој што сака да купи бизнис, не купува заради потенцијалниот удел на пазар, не купува заради добрата идеја, не купува заради стратегијата или желбата и визијата на собственикот, туку купува автомобил, купува систем, купува превозно средство кое што ќе му ги оствари резултатите, односно првично да ги поврати таа инвестиција и долгорочно да бележи бенефит, односно да заработува пари. Сега, зошто рековме дека системите се важни? Па токму заради вториото. Токму заради да немаме потреба од постојано да трчаме и да вработуваме луѓе и секогаш да бидеме во фрустрација и недостиг дали можам да најдам луѓе, дали не можам да најдам луѓе. Токму затоа за кога и да вработиш човек, да не мораш постојано да го учиш, постојано да се трудиш, да трошиш време, а од друга страна не знаеш дали тој вработен ќе остане подолг период или не. Токму затоа се важни системите за да знае секој еден човек, секој еден вработен што му е работа,
што му се работни задачи, кои му се права, но и обврски, кои резултати, кои бројки клучни следите и мерите, што се очекува од него, кој му е надреден, кој му е подреден, дали треба да донесува одлуки или не треба. Што значи имаме еден куп работи кои што навидум не се гледаат, не се важни, предприемачите ги занемаруваат, но ова е и текако клучно. Кога зборуваме за системите, подеднакво се важни секогаш да се осигураме дека онаа услуга, онаа дистрибуција, оние резултати кои што сакаме да ги постигнеме, односно клиентите да ги добијат, буквално секогаш да бидат извршени на начин на кој што ние сме замислиле, кој што е докажан и искуствено во иста предвидлива временска рамка. Што значи, мораме да имаме систем за продажба, за маркетинг, за внесување на луѓе, онбординг, значи кога луѓето ќе ги прифатиме во нашата компанија. Што значи треба да имаме систем за оперативно извршување на задачите, систем за наплата, систем за информирање, систем за комуникација. Значи сите оние невидливи работи, ако што постојано ги правиме и мислиме дека немаме систем, секако дека имаме систем, но тој се наоѓа во умот на првиот човек, а луѓето несвесно функционираат на тој систем, но сето тоа е имагинарно, неопипливо и луѓето во таквата фирма се збунети. Значи системите ни го спасуваат животот, системите се важни за како единствен начин да добиеме временска слобода, за може нашиот бизнис да функционира, а не да биде зависен од нас, да работиме по цел ден, по цел ноќ и повторно да бидеме да се нервираме со истите задачи кои што постојано ги со кои што се среќаваме. Следна работа е да го одржиме овој наш бизнис и сите промени на долг рок. Сите вие сте сведоци колку пати ќе донесеме некоја одлука, без разлика за што и таа одлука да се базира, дали тоа може би значи да штедиме, да буџетираме, да држиме некоја диета. Знаеме сите дека на почетокот сме мотивирани, ќе направиме на краток рок неколку дена активности, а подоцна дури и забораваме за одлуките кои што сме ги донеле. Ова јасно ни покажува дека и за да го одржиме нашиот бизнис мора да имаме стратегија и да бидеме дисциплинирани на долг рок. Но што е апсурдот? Апсурдот е дека многу мал број на предприемачи ова го прават на лично ниво, односно во приватниот живот, многу малку се дисциплинирани и многу малку имаат навика за да креираат нова навика, да им биде јасно искуствено како креираат нова навика, да поминат низ сите нивоа, што значи промена на долг рок на една навика, со кои емоции се среќаваат, со кои стравови, кои препреки морат да ги надминат, како искуствено би им било јасно истото тоа да го подоцна пренесат на вработените и ги едуцираат дека секоја промена е нормално на почетокот да бидеме збунети, дека е нормално да имаат луѓето отпор на промени, како и што сите ние имаме отпор на промени, дека секако дека во одредена фаза ќе дојдеме во фаза на збунетост, одбивање, неприфаќање, дека во секоја една промена ќе имаме фаза каде што на почетокот сме мотивирани, а подоцна дека ќе се изгуби тој елан и дека нормално оние внатрешни сили секогаш тезнеат да не вратат во познатото, и дека ова е сето нормално, само треба да бидат истрајни се додека вработените и тимот не почнат да ги на некој начин ги имплементираат и се соживеат и се стекнат со нови навики. Ова е фаза каде што најголем дел од луѓето буквално едноставно или не даваат доволно внимание, или не се толку трпеливи со луѓето со кои што работаат. Знаат да ги прогласат дека се неодговорни, дека се недисциплинирани, дека едноставно се такви, не прифаќаат нови работи, но всушност сето ова кога некој ќе ми го каже, буквално исто како да ми кажува дека он е неодговорен, недисциплиниран, неистраен, затоа што, драги мои, сето ова за кое што го зборував, најпрво на почетокот го имплементираме самите кај нас, а подоцна истото го бараме од луѓето. А не можеме, например, ние да само бараме од луѓето да се променат, да бидат дисциплинирани, да ги следат системите, а ние да се тргнеме настрана. Впрочем, што представува лидерство, ако не првите промени да започнат од нас. Значи,
Зошто е важно да знаеме дека луѓето ниту се добри, ниту се лоши, дека не постои ниту добар вработен, ниту лош вработен, туку постои предприемач кој што има јасна идеја како да го скалира неговиот бизнис, кој што има јасна визија, цели, планови, стратегија, приоритети, како да дојде да ги оствари тие цели. Буквално има план пред него што се треба да направи, он и тимот, предходно ги едуцира за неговата идеја, за неговата визија, прави подготовка, ги вклучува сите луѓе да не бидат изненадени и да се чудат дека ова го прави некој за нивно лошо, за инает или дека правиме панични, манични, да кажам, одлуки, туку напротив дека ова се чекори кои што ќе не донесат кон остварување на новите цели и како сите чинители, сите луѓе ќе имаат бенефит од долгорочната промена која што ќе ја уследува. Токму затоа овие предприемачи им е јасно дека ништо не бидува преку ноќ, се трпеливи и јасно им е дека треба да ги вклучат луѓето во истиве овие промени, па затоа често разговараат, дискутираат на овие теми, токму затоа се едуцираат, ги следат луѓето, токму затоа градат системи за сите овие промени кои што подоцна ќе ги имплементираат, да обстојат на долг рок и да луѓето им биде јасно што треба да прават на дневна база, како сигурно и предвидливо би стигнале кон целта. Што за жал во најголем дел од бизнисите сето ова за што го зборував едноставно го нема. Значи, едно е да го скалираме нашиот бизнис, сосема друго е да имаме јасни системи кои што ќе одржа на долг рок сето тоа да функционира без нас и од друга страна сите овие промени кои што сме ги вовеле да се одржат долгорочно. Се надевам дека ова ти беше многу важно да направиме разлика помеѓу овие три работи и знам дека секогаш и буквално секогаш луѓето размислуваат за сите овие три работи, можеби не размислуваат на овој начин, но од лично искуство знам дека за сето ова размислував секогаш кога сум во период на криза, кога или нема клиенти, или нема пари, или нема работа. И истото го забележувам дека најчесто неуспешните предприемачи, кога ќе кажам неуспешни, не мислам дека тоа тие не можат, туку едноставно не се задоволни од резултатите кои што во моментот ги имаат, само покажува и искуствено и во пракса дека исто луѓето за сето ова размислуваат најчесто кога е доцна, кога или нивниот обем на работа опаѓа, кога нивниот прилив или промет опаѓа, кога некој од вработените ќе ги напушти, што само покажува дека ние не сме моќни во оваа фаза трезвено да размислуваме. Не сме во креативна состојба, бидејќи кога сме во нервоза, фрустрација, стрес, ние не можеме да размислуваме креативно и долгорочно, туку се обидуваме да гасиме пожари, излегол вработен, бргу најди друг, не напуштил клучен клиент, бргу тражи трет, стига први во месецот, па се обидуваме бргу како да ги исплатиме режиските трошоци или да ги платиме фактурите. И нормално е дека кога сме во ваква ситуација, ние не водиме бизнис, туку бизнисот и проблемите не водат нас. Токму затоа ова е фантастичен период. Влегуваме во третиот квартал, во четвртиот квартал на годината и ова е тенка разлика која што успешните компании и предприемачи го прават. Токму кон крајот веќе на третиот квартал имаат јасна стратегија што ќе прават следната 2024 година, на кои приоритети ќе работат поделено по квартали, токму развиваат акциски планови, токму поставуваат клучни индикатори и метрика за да ги следат тие процеси и активности дали ги водат кон целите или не, ги разложуваат дури и на дневна база, а овој четвртиот квартал буквално го поминуваат само да ги обезбедат сите ресурси кои што им се потребни, да го едуцираат тимот за сите работи кои што ќе следат во иднина, односно во 2024 година, се грижат дека сето ова, нивните планови нема да бидат залудни, нема да бидат изненадени кон крајот на 2024 година за да сватат дека ги промашиле сите планови, или нема
цела 2024 година да размислуваат по 100 пати на ден како да го развијат нивниот бизнис, како да вработаат луѓе, како да заработаат повеќе пари, што треба да направат, што не треба да направат, што е фрустрирачки цела година ти да размислуваш на овие 3 теми. Туку, буквално, сето ова го прават овој период, а кога ќе дојде 1.1.2024 година и кога најголем дел од предприемачите пределка ќе замислуваат дека и посакуваат желба да бидеме живи, здрави, весели, да заработиме повеќе пари, овие луѓе на 1.1. започнуваат со имплементација од напред предвидени активности. И токму кога ќе дојде крајот на 2024 е разликата што едните ги постигнале плановите и размислуваат следната година охрабрени да ги ја зголемат процентуално или да додадат уште една нула, а овие другите сватиле дека поминала уште една година и дека е буквално идентична на минатата, разговараат за исти проблеми, за исти ситуации, обкружени се постојано повторно со исти демотивирани луѓе, песимистички луѓе и малтене не чувствуваат никаква промена. Токму затоа на 25 октомври во хотелот Хилтон одржуваме редовен тренинг, затворен тренинг кој што е наменет за учесниците кои што се наоѓаат на мастермајнд програмот и овој пат ќе биде отворен тренинг каде што ќе имаат можност и 7 луѓе кои што не се на програмот да учествуваат. Ова го правам само 2 пати годишно, еднаш во пролет и еднаш во есен и овозможувам на другите луѓе да погледнат директно како работиме со учесниците на мастермајнд програмата. И токму на 25 октомври ќе зборуваме и ќе дознаеш како да го скалираш, систематизираш и одржиш твојот бизнис. И сето ова што зборувавме, ќе зборуваме во детали и конкретно преку јасни примери за твојот бизнис. Ќе имаш прилика и да слушнеш како учесниците на мастермајнд програмот кои што веќе го имаат сето ова искуствено имплементирано во нивниот бизнис, ќе зборуваат за работите со кои проблеми се среќавале, со кои предизвици морале да ги надминат и да ги решат. Ќе зборуваат за нивните потешкоти, ќе зборуваат како полесно и ти сето ова да го имплементираш искуствено, не значи од книга и не значи имагинарно, туку искуствено. И кон крајот на тој тренинг ќе имаш буквално една јасна мапа каде да го носиш твојот бизнис и ќе ти биде многу полесно 2024 година, буквално со листи пенкало и чек-листа да ги решаваш приоритетите и да конечно водиш бизнис, а не бизнисот да те води тебе. Затоа под ова подкаст епизода ќе оставам линк каде што ќе најбрзите 7 луѓе ќе можат да се пријават, а од друга страна сакам да напоменам да немаме како друг пат објаснувања и мене да ми биде непријатно да ги враќам луѓето. Значи, ако имаш време и сето ова ти звучи интересно и корисно за твојот бизнис, пријави се на време како би бил дел од овој тренинг. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, најдоброто место е да се информираш за актуелните понуди е www.aleksandarkochovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот ньюслетер, каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.